Интеркултура, интеркултура. Добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на Шорткаст од Интеркултура. Мој денешен гостин е Искра Гешовска, долгогодишен борец и застапник за културните права на независната сцена. Искра, вие го добивте неодамна Гете медалот. Од друга страна, на годинашниот конкурс Министерство за култура и на вашите субјекти, меѓутоа генерално на независната културна сцена не им додели многу средства, да не речам символично, при што дури и програмата за интердисциплинарни проекти ја укина. На што се должат овие разлики во вреднувањата? Од една страна меѓународната јавност високо го цени она што вие го работите, а од друга страна нема доволно слух во домашната култура. Па немањето слух не е во однос на мене, туку тоа е немање слух во однос на независниот културен сектор, бидејќи таа награда всушност му припадна на независниот културен сектор. А немањето слух за значењето општествено и политичко на независниот културен сектор е всушност основно непознавање, базично непознавање на современите читања на културата и на културните политики. Знаеме независниот културен сектор што значи за едно општество, дека тоа е оној двигател на тие демократизирачки процеси воопшто во читањето на културата. Тој ја симнува од пиедестал елитната култура и ја става на едно живо рамниште. Тоа е оној што е мобилизира да создава едно поинакво ново културно наследство, така што ако кој да е министер или министерка не ги познава значењата на независниот културен сектор, тоа значи дека не треба да биде министер или министерка. Да се обидеме да бидеме критични или самокритични, дали во вашите анализи сте осетиле дека вие правите некакви погрешни потези, имате погрешни тактики или не успевате да остварите комуникација со нив? Има ли нешто што внатрешно може да го оцените како слабост? Да, секако дека има. Мојот генерален став е дека човек прво во себе треба да ја бара одговорноста. Ние и покрај тоа што имаме асоциација на национално ниво, јадро, асоциација на независната културна сцена, сепак мислам дека не се бавиме тактички и стратешки доволно со застапувањето за секторот во кој што сме и излегувањето од прекарната, од сериозно прекарната позиција која што се заканува со исчезнување на независниот културен сектор. Не се бавиме доволно со застапување. Зошто е тоа така? Причините се многу, можеби немаме доволно знаење како тоа се прави, можеби токму прекарната позиција, преживувањето не ни дозволува да го одвоиме она потребно време, како што го одвојуваа нашите колеги во Хрватска, например, за да може да се организираме поофанзивно, така да кажам, и да го објасниме значењето во општеството, нашето значење во општеството. Можеби не научивме до крај што значи партикуларен интерес во однос на заеднички интерес. Јас мислам дека и во тоа има нешто, бидејќи ние не можеме поединечно никогаш да бидеме успешни и добри доколку контекстот не е успешен и добар. Повеќе се причините, но има и уште една причина, сега таа причина се извинувам, ама повторно ќе сместам надвор. Тоа е отвореноста и разбирањето повторно на политичките елити. До сега зборев за перспективата од доле кон горе, сега од горе кон доле. Тие и не се многу заинтересирани да не примат нас и да не слушнат. Значи, ние можеби не ги знаеме, не ги владееме добро алатките, но од друга страна, тие исто така не се едуцирани во нивниот политички бенефит од независниот културен сектор. Кој може да биде нивниот политички бенефит? Поменавте Хрватска, во таа смисла вие како независна културна сцена предничите во таа регионална соработка и ги користите регионалните искуства и заеднички градите некои фронтови. Прават ли нешто хрватите, србите поразлично од нас
горе-долу политичката клима е иста. Знаеме дека националистите се секогаш потврди без разбирање, левите или централно левите партии кога доаѓаат, тоа знае исто така да биде со малздив. Што можат тие како искуство да придонесат и кој е најубав пример? Многу соработуваме и со српскиот дел и со хрватскиот, интензивно соработуваме и сите знаења што сме ги стекнале пред се од хрватските колеги и колешки. Различно е. Навистина во Србија исто ги имаат овие зидови, овие бариери во однос на протечноста кон политичките елити. Не им е лесно, а тоа го гледаме и сега, заради тоа се случуваат и вакви нешта. Една од причините. Во Хрватска е сепак поинаку. Во Хрватска можеби има и повеќе знаења, можеби знаеа како да се организираат. Јас постојано спомнувам таа организација на гневот, на незадоволството, како политички да се организираат. Значи, тие знаеа што е заедничко добро, инсистира на commons, на заеднички добра, независниот културен сектор и продукцијата во Хрватска се смета за заедничко добро, за јавно добро. Така што најголемите поуки ги добивме од таму. Добивме знаења, директни знаења, обуки добивме од нив. Како да се оди во процеси на застапување, како да се формираат тактички, стратешки чекори во застапувањето. Но, знаете, има еден парадокс. Во Хрватска, тоа колегите ни го кажуваат, во Хрватска не е битно дали се десните или левите, но битно е знаењето што го носат и разбирањето на политичкиот општествениот контекст. Едни од најголемите чекори што ги постигна во однос на придобивките на независниот културен сектор беа во периодите кога беше ХДЗ на власт. Овдека тоа секако нема да се случи. Овде тоа не се случува ни во време на СДСМ, а камоли во време на ВМРО ДПМН. Добро, од друга страна сепак имавте успех во соработка со Општина Центар, ја формиравте хибридната институција Јадро, каде што независната сцена е автономна, односно соработува со Советот во менаџирањето на таа значајна културна институција. Излегува ли дека една мала општина како што е Центар има повеќе разбирање за културни политики и знаење на кое што алудиравте од големите структури на моќ? Па, знаете како, трагедијата на ова земја е всушност тоа што локалната самоуправа е нефункционална. Овој мал, изолиран успех би го нарекла, може би има во други области, други некои мали такви изолирани успеси, не знам, покажува дека е време, крајно време локалната самоуправа, да се стави акцент на локалната самоуправа. Она што го формиравме повторно со менторство на нашите колеги од Хрватска, се нарекува нов модел, пионерски модел на институција граѓанско јавно партнерство, каде што е споделена, значи, одговорноста, но и ингеренциите се споделени. Клучно е моделот на управување што го носи со себе ова институција, тоа е дека не може никако партиски да се местат директори, нели, славната приказна партиското мешање во раководните структури, па со тоа и во програмските структури. Овдека организацијската структура и програмската е автономна и покрај тоа што општината е партнер. По правило, ваквите институции кои што ги има и во Германија и во Франција се прават со градот, со локалната самоуправа, но не со некоја посебна општина, туку со градот. Во тој момент, за жал, градоначалникот актуелен што беше во тој период немаше никакво чувство, но општина Центар, гледате, повторно зависи од разбирањето на оној што седи во некоја фотелја. Така се создаде и ова институција. Значи, повторно зависи од политичката волја, не само од нашиот ангажман. Упатени сте во вашите проекти на соработка и со културните институции, во таа смисла тие често се местата каде што ги одржувате настаните, конференциите, дебатите и така натаму. Дали чувствуваш дека постои реална потреба за соработка или на крај сето тоа се сведува повторно на поединечни мотиви, поединечни одлуки, на некој начин релации кои што ги градите?
За жал, мислам дека се заснова на поединечни релации, не на некакви стратешки одлуки за редефинирање на јавните институции како отворени институции. За жал, се базира на волјата на поединецот кој во тој миг може да одлучува или не. Едно нешто пошто вие бевте силни, тоа е меѓународната соработка и поддршката, финансиските средства што ги внесувате во земјата преку странски донатори од најразличен тип, Европската унија, фондации, амбасади и така натаму. Со второто доаѓање на Трамповата администрација и неговите потези, дали се чувствувате загрозени? Независниот културен сектор директно не е засегнат од постапките на Трамп, директно зборам, но ефектот на пеперутката е погубен. Затоа што она што Трамп го прави, мислам не треба, ми се чини да го коментираме, укажува на алармантност за тоа дека треба да се поддржат организациите кои што се бават темелно и директно со човекови права и така натаму и така натаму. Независниот културен сектор се бави со тие теми индиректно, но како е засегнат? Бидејќи ова апокалипса што ја создаде Трамп ги загрозува овие исклучително важни организации кои што се бават со квир, со ЛГБТ, со човекови права, сега другите фондови се насочуваат повторно да ги помогнат, затоа што тоа се теми и прашања кои што се медиуми исто така, кои што се од круцијално значење за функционирањето на едно општество. Со самото тоа, ние сме како независен културен сектор еднакво загрозени, бидејќи за нас фондовите уште повеќе се намалуваат, а претходно се намалуваат заради вооружувањата. Сега како да се реорганизираме, дека е многу важно, не е толку важно ми се чини што бараат луѓето и што им треба, иако е секако важно, но важно е на кој начин тие ги предизвикуваат, на кој начин се организираат да ги предизвикаат тие зададени хиерархиски модели од одредени општествени аранжмани. Дали тоа ќе биде со дистанца од опортунизмот, со дистанца од понижувачкото покорување на нешто, но мислам дека заедничкиот одговор на сите овие теми што ги отворивме би бил тој. Како да се организираме? Ние не можеме директно против Трамп да се бориме, но против тенденциите, например. Како да се организираме против тенденциите кои ја загрозуваат вистината? Како добитничка на ГТ Металот го посетивте Чиле како земја од Латинска, односно Јужна Америка. Имаат ли тие некое искуство кое што може компаративно да се пренесе и тоа меѓу другото е едно наше исто така ретко излегување на глобалната сцена, на она што го нарекуваат глобален југ. Дали во тие земји има демократија и позитивни искуства? Ги знаеме, мислам, нивната историја знаеме, тоа се земји исполнети со колонијална нарација и со диктатури до 90-тите години, кои што потоа се трансформираат. Она што јас не би можела за другите земји да зборувам, но она што го видов таму е неверојатен пример кој што го посакувам и овдека, а и насекаде. Предпоставувам дека тоа е некоја интересна комбинација помеѓу надоаѓачкиот капитализам. Чиле е сепак една од најбогатите со најголем економски раст земји во Јужна Америка. Значи, тоа е комбинација помеѓу она социјалистичко наследство кое што ние го паметиме за инвестирање во култура, зборувам, и капиталистичкиот наплив. Значи, таму се поддржани независниот културен сектор, независните формации се масивно и масовно поддржани од државата. Фестивалот на кој што бев огромен театарски фестивал за политички театар е 85% поддржан од државата. И паралелно со тоа еден куп други фестивали за современа музика, за електронска музика, за современи визуелни уметности. Значи, државата разбира дека и покрај своите други ресурси и интереси политички и капиталистички, дека
е клучно да се поддржува културата и особено овие независни културни формации. Благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Intercultura, 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 intercultura.